Граѓаните се се уште во шок по сообраќајката во која животот го загуби 22-годишната Фросина Кулакова од Неготино. Во шок поради немилиот настан, во шок затоа што во континуитет па и на исто место ни се случуваат вакви сообраќајни незгоди и несреќи. Деновиве социјалните медиуми се преплавени со реакции за ова. Граѓаните велат мора да запре анархијата на асфалтот, брзото возење по улица, возењето без возачка по дејство на алкохол, бидејќи овие теми некако како да ни станаа секојдневни. Токму така велат доста за дивењето низ улиците, за неказнивоста на прекршителите, за небезбедноста на граѓаните кога ќе излезат од своите домови. Какви се реакциите на фелата, дознаваме ова утро од професорот на Факултетот за безбедност Никола Дуевски. Професоре, добре ни дојдовте во утринската програма. Имаме тема која што за жал е актуелна, иако постојано зборуваме за безбедноста во сообраќајот. Ви благодарам за поканата. За жал темата деновиве повторно е многу актуелна, затоа што ни се случи уште една голема трагедија. Дозволете ми на почетокот да изразам сочувство и до семејството на Фросина и до семејствата на сите други кои што речиси секојдневно ги губат животите на патиштата. Меѓутоа, факт е дека историјата ни се повтори и тоа на многу горчлив начин. Тие што не учат од историјата, таа секогаш се повторува во полоша варијанта. Таква и оваа ситуација. Пред 3 години имавме слична сообраќајна незгода, кога Викторија Одрадовиш, за жал, настрада на пешачкиот премин кај Ситимол. Неколку години претходно Фросина исто така настрада многу близу до овој настан сега. И тоа говори за фактот дека ние сме неодговорни, дека не знаеме да управуваме со моторни возила. Сите возат, тоа е лесно, но малкумина знаат да управуваат со моторно возило. Нашата свест и совест, и за тоа треба да зборуваме, е на исклучително ниско ниво. Сите други прашања на казнивост, на одговорност и така натаму доаѓаат потоа. Тоа се во принцип репресивни мерки. А ние во континуитет превземаме превентивни мерки. Постојано, заедно, со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, со Министерството за внатрешни работи, со факултетските студентски собранија, активно работиме, но конкретните резултати секогаш изостануваат. И кога ќе ни се случи некој ваков пример, навистина е добро време да се потсетиме дека вака не може. Ова повеќе не може да биде толерантно. Постојат многу мерки кои што може да се превземат. Превенцијата е добра, меѓутоа гледаме дека таа не може да ја заврши во целост работата. Разговаравме ние колегите помеѓу нас од Факултетот за безбедност, од Машинскиот факултет, од Техничкиот факултет во Битола, луѓе кои што се занимаваат и кои што знаат како се уредува сообраќајот, како може да се помогне во оваа ситуација, како институциите да направат да бидеме сите побезбедни во сообраќајот, овој пат посебно насочени кон безбедноста на пешаците. И факт е дека булеварот Партизански одреди речиси во целата должина е црна точка, нешто што е многу невообичаено и дури и го нема веќе во категоризацијата на знаците во Европа. Кај нас ни се случува да еден така широк, убав, долг, прегледен булевар биде црна точка за сите нас. Веројатно првата работа што треба да се направи е Министерството за внатрешни работи што поскоро да ги заврши подготовките на законските измени за да се воведе системот кој што ќе го следи сообраќајот. Тоа може да помогне. Европските искуства укажуваат на тоа дека за еден краток временски период по воведувањето на снимањето на сообраќајот се намалил бројот на тешките прекршоци, се намалил бројот на сообраќајните незгоди и бројот на страдања, меѓутоа недоволно. И повторно и во таква ситуација ќе зборуваме за неодговорни луѓе кои што управуваат со возило кога не смеат да управуваат, кои што управуваат под влијание на алкохол и така натаму. Тоа што е потребно е да бидеме свесни дека ваквиот режим на сообраќај не врши работа. И во градот Скопје, и во останатите кои што имаат одговорност, да седнеме сите заеднички и да се договориме дека посебно булеварот Партизански одреди мора да добие сосема поинаков лик на сообраќај и да се обидеме колку што е можно повеќе да ги исклучиме можностите за допир или сообраќај на исто ниво помеѓу пешаците и возилата. Тоа значи на неколку места, критични места, да се исклучи сосема сообраќајот за пешаци од булеварот Партизански одреди. Ако ова го зборуваме негде на запад, луѓето не можат да разберат за што зборуваме. Но овде мораме така да постапиме за да си ги заштитиме децата. Едноставно, нема други решенија, освен изградба на надвозници или подвозници. Ние имаме неколку во градот кои што не се користат. Тоа сакав да прашам, имаме ли култура или немаме. веќе доцна за тоа, бидејќи гледаме како, ја гледам сега Партизанска, како средишното зеленило велите да се скратат пешачки премини, но ние правиме нови
Не е само партизанската и градската болница кај собранието таму, што се случува кај пазарот и тоа со години улицата е како пешачка зона. Да ги користиме искуствата од луѓето кои што претходно го направиле тоа, посебно во Европа, па не мора да одиме толку далеко, еве еден Белград кој што на многу посоодветен начин го регулира преминувањето на пешаците од една на друга страна, затоа што ти имаат широки булевари, впрочем како што и партизански и другите кои што ги споменавте, тие направиле физички бариери да не можат пешаците да поминуваат од таму, надвозници или подвозници, но тоа се скапи работи. Знаете, ние се определуваме за пешачки премини затоа што тоа е ефтина варијанта. Неколку литри боја и имате нов пешачки премин, но тоа не ја врши работата. Партизанска, иако е главен градски булевар, нема да се намали проточноста, туку ќе се успори сообраќајот доколку се изградат зони на смирен сообраќај. Веќе сме во ситуација кога сериозно мораме да разговараме за тоа. Па може би на потегот од пазарчето Буњаковец до универзалната сала или малку понатаму, таму каде што има најголема фреквенција на пешаци, да се подигне коловозот, некако легнатите полицајци кои што ги гледаме за смирување, туку една цела зона од можеби 50-100 метри или колку ќе биде потребно, да биде зона на сообраќај во кој што не е исто нивото на возилата и на пешаците. За тоа треба да седнеме сите заеднички и да се договориме. Веројатно тоа ќе даде многу побрзи резултати и многу покорисно ќе биде за сите. Ќе бидеме посигурни кога го преминуваме булеварот, затоа што средствата за смирување на сообраќајот ја намалуваат брзината и тоа значително. И друго е кога со 30 км на час ќе поминете одредена зона, може да се случи незгода, но таа нема да биде со фатални последици. Често сме зборувале на оваа тема, сакам повторно да порачам. Не случајно е определена највисоката или максималната дозволена брзина на 50 км на час во населените места. Зошто? Затоа што прегледноста е секогаш предизвик, може да се случи во дел од секундата, некој да претрча, друго возило да ни го пресече патот и така натаму. Во сообраќајна незгода, во која што пешак ќе биде удрен од возило со брзина помало од 50 км, затоа што тоа е максималната, нели, препорачаната секогаш е барем 10% пониско од препорачаната брзина. Дополнително што велиме дека во пешачкиот премин возачите мора да ја прилагодат брзината, значи да ја намалат брзината. Пешакот ќе биде повреден, но нема да биде инвалид. Со брзина помеѓу 50 и 60 км на час ќе биде тешко телесно повреден и веројатно ќе остави трајни последици. И сакам да ги уверам сите, посебно помладите, кои што се одлучуваат да возат со повеќе од 80 км на час во град, не само помладите, сите го прават тоа. Нема во официјалната статистика пешак кој што бил удрен од возило со 80 км на час да преживеал. Можноста за такво нешто е еднаква на нула. Сите треба да бидеме свесни дека возилата се многу опасни играчки. Професор, зборуваме за тоа како треба сега инфраструктурата да ја промениме, за тоа дали треба да имаме построги казни или не. Треба ли во едукативните кампањи кои што постојано во континуитет се прават се насочени кон младите? Треба ли да ги вклучиме родителите? Родителите се тие кои што најчесто им даваат ветер в грб на своите деца кога излегуваат од дома. Родители му дале на своето дете автомобил без возачка дозвола да го управува. Па и да е возач почетник. Знаете, категоријата на возач почетник вели до 3 години од стекнувањето на правото на управување, но не помалку од 21 година. Тие не смеат да учествуваат во сообраќај на пат сами после 23 часот. Апсолутно родителите имаат одговорност за тоа. Му дал средство со кое што може да предизвика сообраќајна незгода. Родителот е должен, како и возачот почетник, а пак лице без возачка дозвола, тоа во нормалните држави, каде што имаме свест и одговорност, е невозможно да се случи. Тоа би биле толку инцидентни ситуации, а кај нас е правило. За жал правило. Се извинувам што ве прекинувам. Оправдано ли е барањето на граѓаните за одговорност на родителите во моментов? Оправдано е барањето и оправдани и целиот се ова што се случува овие денови, тоа јас го гледам и како превенција. Се разбира, сите треба да се разбудиме и добро е што имаше голем број на луѓе свесни дека постојат сериозни опасности на кои што ние не обраќаме доволно внимание. И секако дека треба постојано да размислуваме и да дискутираме на таа тема, затоа што превентивните кампањи даваат резултати. Се сеќавате, сме зборували претходно, една голема кампања која што заеднички ја работевме со МВР и со Републичкиот совет за безбедност, даде силни резултати. Во месеците од април, кога интензивно работевме и во Скопје и секаде во внатрешноста, до почетокот на годишните одмори и потоа во септември и октомври 2022 година не загина ниту еден пешак во државата.
но за тоа е потребна многу голема активност, многу голема работа и вклучување на што е можно поголем број на институции и на луѓе. Затоа што сообраќајната култура е дел од општата култура и таа се гради постојано. Секојдневно мора да дискутираме на овие работи. Но доколку сакаме реално да го решиме овој проблем, а партизанска ни е многу горливо решение, колку повеќе ќе направиме места каде што нема да има сообраќај на исто ниво, толку повеќе сме ги заштитиле граѓаните. Еве ви конкретен пример. Пред 15 на години кога ги воведувавме средствата за смирување на сообраќајот пред училиштата во основните средните училишта, таму каде што е тоа можно, граѓаните реагираа, па ќе се оштетеле возилата, па ќе се намалел сообраќајот, ќе се ствараат гужви и така натаму. Но секаде каде што поставивме такви средства, нема повредено ниту едно дете. И тоа е решение. И за партизанска, може би ќе биде тоа чудно, но мора да примениме некој таков пристап во решавањето на овој проблем. Веќе со 80-90, апсолутно сме свесни и вие учествувате во сообраќајот, сите возат по 80. Ретки се тие што возат 50. Дури и гледаме дека револтирани граѓаните кои што возат позади тој што вози 50, па му свират, па тргни се, па и така натаму. Тоа е се во насока на тоа дека ние мораме целосно да го промениме системот на учество во сообраќај. Казни, кампањи или трето? Како ќе го промениме системот? Можеме ли да го разбудиме системот? Сите овие работи се како ланец поврзани. Се мора да вклучиме во тоа. Мора и казни. И доколку казните не успеваат, построгите казни ќе помогнат. Доколку и строгите казни нема да помогнат, драконските казни ќе помогнат. Добро е воведувањето на новото кривично дело безобзирно учество во сообраќајот. Тоа помага многу, затоа што особено на отворени места, каде што се вози по 170 на час, како може некој човек кој што рассудува нормално да управува со возило 200 км на час. Во држава во која што имаме една до друга делница е 50 км. Каде што може би ќе добие само 1 или 2 минути во патувањето и ништо повеќе. Понатаму кампањите, мора тие постојано да се спроведуваат, тие се навистина добри. Мораме да делуваме дури и на најмалите категории. И добро е тоа што МВР го прави по основните училишта, по средните училишта, постојано гледаме, соопштуваат луѓето, допираат преку социјалните медиуми до голема категорија на луѓе, но конечниот резултат за жал се уште изостанува. И затоа е ова третата варијанта. Мора да го смириме сообраќајот во населените места. Тоа не се многу точки. Скопје има неколку ризични булевари, тоа се оние кои што реално се најдобри, кои што се изградени за да имаме соодветно учество во сообраќајот. Ете гледаме дека луѓето не одговараат позитивно. Во таква ситуација потребни се порадикални чекори, а тоа е апсолутно зона на смирен сообраќај, па доколку е потребно и на 30 км на час. На граѓаните веќе гледам изминативе денови дека им е смачено дивењето по улиците. Навистина сакаат кога ќе излезат од дома да се чувствуваат безбедно. Сметате ли, професоре, дека овој крик на граѓаните изминативе денови ќе направи промени? Доколку продолжи, веројатно на одреден временски период може да помогне значително да станеме посвесни, посебно кај младите луѓе и кај пензионерите. По нашите проценки, најдрски учесници во сообраќајот се децата, почетниците возачи, кои што може би уште не го совладале возилото, сите прописи и така натаму, и пензионерите кога се во прашање пешаци. Не знам како можеме да влијаеме на тие луѓе да престанат да ги поминуваат широките булевари во тревните површини, да ги користат подвозниците или надвозниците, да поминуваат само на зелено светло на семафоризираните раскрстици кога е за пешаци. Едноставно, нивната некултура ни се провлекува на сите нас. И не само за тешките прекршоци, да тргнеме од поедноставните, од паркирањето, кое што е буквално секоја трета лента на овие главни градски булевари, посебно каде што има ресторани, кафулињи и така натаму, е зафатено од возила кои што се паркирани, сопствениците се внатре во кафетеријата, а ние сите останати треба да ги заобиколуваме, треба да внимаваме на другите и така натаму. Сообраќајната култура мора да биде сплет на многу различни активности. Дефинитивно, се што споменавте е многу добро. Граѓаните, доколку тие родители кои што ги видовме вчера на собирањето, на протестот, влијаат на собственото дете, доколку наставникот во училиштето разговара со своите ученици, доколку универзитетските професори посветат барем 1 час во текот на месецот за овие теми, како вие дојдовте до факултетот, како ќе се вратите назад, се тоа возачи почетници, можеме да помогнеме значително. И тогаш доаѓа на ред институциите кои што во еден здрав систем мора да функционираат. Доколку некој се огрешил, посебно во овој дел, мора казната да биде брза и ефективна. Не да се развлекува со месеци или со години, туку сега и веднаш. И кој да се поминал на најде начин црвено како светло? Да се избегне.
Да, голем се дел од разбира. граѓаните кои имаат казни е За тоа прашањето. ќе ни помогне Safe City, нели? Апсолутно. Брзо, веднаш, денес си изгрешил, веќе за 2-3 дена управата за забни приходи да го заврши својот дел, да ви зимне од сметката 200, 300, 500 евра, па утре вие па повелете помидете на црвено. А капацитет ќе имаме за Safe City, сега видов изјава, ако до сега судиите имале по 30 на случаи дневно, со Safe City ќе имале и по 3000. Каква порака се праќа со таа информација? Поинаков е системот, нема судиите да бидат толку многу оптеретени со Safe City, затоа што тука имаме јасни докази, нема да се развлече постапката, напротив, тоа е добро искуство. Ќе видите и кога ќе почне да се применува, ќе ги презентираме и европските искуства, едноставно вие седите дома, добивате казна и тоа е тоа.